Денешното издание на Везилка особено го збогатија членовите на културно-уметничкото друштво Браќа Гиновски. Ведри, млади, насмеани и ентузијасти, овие луѓе со несмален жар ги играат македонските ора, а со тоа директно учествуваат во негување на македонското културно наследство. Тоа не би било така доколку нивниот председател, господинот Предраг Ристевски, не вложува енергија, љубов и труд да ги научи овие млади луѓе како да продолжат да ја негуваат нашата традиција. Ви посакувам добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и добро ве најдовме. Навистина за нас представува огромна чест и задоволство што повторно сме тука, дел од емисијата Везилка, која е една од апсолутно најгледаните емисии. Би се заблагодарил уште еднаш, особено за тоа што од минатото наше присуство тука значително успеаваме да го зголемиме бројот на активни членови кои што земаат учество во нашето друштво и кои што понатака го негуваат заедно со нас македонскиот фолклор и традиција. За каква промена станува збор? Колку членови броевте и до колкав број стигнавте? Станува збор за прилично голема промена од неколкукратно мултиплицирање на нашите членови, така да од една постава денес може да се пофалиме дека имаме 4 па дури 5 постави. Браво за овие наши дечиња, нашата иднина, браво и за тебе, Предраг, и за целиот управен одбор што е во културно-уметничкото друштво. Секоја чест, значи почнавте од една постава, а сега имате 4. Над 100 активни играорци, играорки пред се. Ние постоиме 75 години. Не е дека сме почнале со само една постава, меѓутоа после короната нештата едноставно целиот свет тргна во некој несакан правец и рестартот беше навистина тежок, меѓутоа благодарение меѓу другото и на медиуми како вашиот успеваме да се вратиме во онаа положба каде што би сакале да бидеме и понатака. Така, Нела, 75 години постои друштвото. Значителна бројка, морам да кажам. Значи се разбира дека тука се работи за сериозен професионализам, негување на нашето наследство, фолклорот, традицијата што овие млади дечиња и популација треба да ја пренесуваат исто така на следните генерации. Ајде да видиме во ова измината година каде се настапивте, кои беа вашите активности, како функционирате? Оваа година за нас беше една од поинтересните, поисполнетите години. Успеавме, како што кажав, да го зголемиме бројот на активни членови, со самото тоа успеавме да го подкренеме на едно малце повисоко ниво и самиот квалитет со кој што настапуваме. Така да оваа година имавме неколку апсолутно успешни настани во самиот гостивар, каде што одбележавме значителни датуми кои што со македонската историја. Имавме гостување низ Македонија во околните градови и за прв пат после 6 години без малку настапивме надвор од Македонија, гостувавме во Република Србија. Имавме одлично представување тамо, така да можам да кажам дека беше една од поплодните години за нас. Браво, секоја чест. Дали го негувате изворниот фолклор или имате стилизирани кореографии, од кои краеви на Македонија? Како успевате во однос на носиите? Знаеме дека е многу тешко во денешно време да се обезбедат оригинални носи. Од кои краеви на Македонија имате? Така. Во овој момент она со што најмногу располагаме, да кажем, оно што е нашата прва постава е со одредена стилизација на некоја, ајде да кажем, генерална македонска носија, која што има карактеристики на најважните, да кажем, елементи од носијата во цела Македонија. Меѓутоа, друштвото се повеќе инвестираме во тоа да имаме и автентични носи. Во моментов успеавме да обезбедиме неколку кои што се од нашиот крај, да речем полошкиот и од реканскиот крај. Да се оригинални, апсолутно, и вие сте од тој крај. Сигурно, верувам и дека кореографиите се претежно посветени кореографиите, па или од цела Македонија? Напротив, пробавме да имаме некоја покриеност генерално од сите краеви на Македонија, дури и од
она Македонија која што не е во денешните државни граници, да речем. Броите толку многу членови. Како успевате да се организирате, да вежбате за потоа да бидете доволно спремни и да настапите на сцена? Тоа што имаме од ден на ден се повеќе членови ни дава само многу повеќе ентузијазам и желба да успееме да сето тоа го направиме да функционира безпрекорно, би рекол. Тоа што сме млад и ајде да кажем прилично добар и голем тим ни овозможува да успееме во секој во својот дел максимално да се вложи, така да имаме добар распоред направено. Имаме по 2 до 3 проби со секоја група во неделата, така да е прилично набиена агендата, меѓутоа задоволството после проба е апсолутно големо и онака бе полни енергијата и дава сила за секој еден ден нареден. Планови за оваа година? Оваа година, она што е во центарот на нашето внимание е централното одбележување на јубилеот. Имаме некоја идеја да направиме и одредена турнеја по повод на самиот јубилеј. Тоа би биле неколку концерти, дел они самостојни, дел заедно со домачините од другите градови каде што имаме некоја соработка. Тоа е она што ни е како најважното нешто што сакаме да го направиме. Идејата е да имаме барем 1 до 2 гостувања надвор од Македонија. Дечињата се златни, значи прекрасни деца. И сега останува на крајот на разговорот да ви посакаме среќен Божик, честит Божик. Еве, утре е бадник, верувам дека ќе си кршите паричка сите по дома. Да ги поздравиме гостијарци. Гостијарци, баш така. Гостијарци да ги поздравиме, ви благодариме.